Данска прва ги промени сите работи, ги откачи протоколите. Thank you. Yeah, it's okay. Имате чаши? Наш човек. Ваш? Да, Балкан. Македонец? Македонец. Од каде? Вас? Од Кочани? Од Кочани, како се викаш? Илија. После ќе ви го покажам Илија. Од Кочани, поздрав Илија, ти благодарам многу. Нема. Тоа 1000 пати го имам кажано во Малта, може слободно да функционирате и без англиски да знаете, дојдете, поминете си убави 10 дена на одмор, ќе се чувствувате барем во говорното подрачје како да сте исто во Македонија, бидејќи не постои локал, не постои ресторан кај што не работи македонец или србин и јас многу често заборавам на тоа. Нормално, стандард дека живееш во територија со англиско говорно подрачје, секогаш ќе ги користиш прво тоа, па после е вака како сега, изненадно, да бидам подсетен дека може и на македонски да нарачам. Значи, како што реков, Данска прва ги отпушти мерките, Франција веќе најавува дека тоа ќе го направи за скоро време, Норвешка исто така следи Данска. Во Малта во понеделник е најавено обраќање на премиерот на комплетно отпуштање на мерките, како ќе биде распоредот на комплетното отпуштање и веќе враќањето на старите патеки ќе видиме. Но јас ќе кажам на брутална вистина, можеби малку болна. Тоа е мој став, дека естаблишментот сепак ја исполни целта. Првото е вакцинирање, второто е кеш, третото е укинување на многу од круцијалните права. Човековите права, слободите, нема враќање назад на оно што е одземено. И најважната работа, која што успеа да направат, е да се намали бројката на населението со оваа COVID зараза што се случи. Во меѓувреме се намали прирастот на светското население на секоја држава поединачно, за разлика од она што беше како бројка пред COVID заразата. Тоа е нешто што веќе естаблишментот го проектира како еден долгорочен план, бидејќи прираст на население не се менува туку така од година во година, но може да се уништи, односно да се смали, како што тоа се случи сега со оваа COVID зараза. Не сакам тука да имплицирам на ништо, нити пак да насочувам на некакви коментари, тоа е еден мој личен став, дека многу работи допрва ќе треба да ги разгледуваме и да ги откриваме зошто се случи, како се случи, колку Вухан сето тоа го имаше како најголема вина, дали само од Вухан почна, дали вакцините ги имавме тогаш или ги немавме. Тоа е една голема тема што ќе ја разгледуваме во следната деценија секако. Да се вратам јас на емисијата и на она што денеска имам многу да ви кажам. Од правилата и условите во однос на она што се случува страотно во нашата ковина, до ваучерите и владата што наскоро ќе упати до сите вработени и студенти. Има многу нејасноти, имаше многу погрешно објавени информации. Тука слушнете ги точно, прецизно и правилно. Бидејќи ние сме канал кој што веќе се етаблира во нет светот како релевантен за сите информации кои што доаѓаат од островот. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Јас се наоѓам во моста, позади мене е Ротонда, една од најпопуларните катедрали овдека во моста, во Малта.
има најголемиот пречник на свод, трет во светот. Прва е Ватикан, во Рим, втора е во Истанбул, а ја Софија, и трета е ова. Инаку интересно овдека за оваа катедрала зад мене е што за време на светската војна, втората светска војна, при бомбардирањето една бомба за време на миса паѓа внатре во катедрала и не експлодира. Таа стои уште доле во музеот. Ако дојдете во Малта, обавезно да ја посетите оваа катедрала и да го видите тој феномен. Оно што сакам сега да ви кажам е, реков, ќе ви најавив за ваучерите. Владата и премиерот Роберт Абела објавија пред неколку дена дека наскоро ќе упатуваат на домашна адреса плика со ваучери од по 100 евра за секого. Значи 100 евра точно за секој вработен и за секој студент. Пензионерите ќе добијат 200 евра и оние со специјални социјални потреби ќе добијат 200 евра исто така. Не како што слушнавте, некои ќе добијат 60 евра, некои 90, зависно од платите и така. Не. Тоа не е точно. Сите ќе добијат по 100 евра, точно. А тоа е друго. Покрај овие 100 евра ќе добијат и ваучер за повратот на данокот, како што секогаш го имаше години назад, и оваа година ќе биде, а повратот на данокот ќе зависи од тоа кој во кој нивел на плата. Разликите ќе бидат меѓу 60 и 140 евра во зависност од тоа кој во кој нивел на плаќање на данок бил. Значи, тоа се две различни работи, не ги мешајте. И третата работа е што останува се уште на сила, она за подкрепување и поддршка на бизнисот во овој период, која што претходно го најави владата, дека за оние сфери во туризмот како ноќни смени и така натаму, треба да доделат и неповратни 150 евра еднократно. Тој ваучер исто така би го очекувале во некој од следните периоди. Значи, ова беше информација за да расчистиме кој, како, што ќе очекува во следниот период како помош од владата. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast.
Levski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Оно што се случуваше во Македонија изминатите денови со Ембла не потреса сите македонци, каде и да сме, нормално и ние овдека во Малта, бидејќи не сакаме ни такви работи да ни бидат олицетворение на државата која што сме родени, без разлика што сме напуштили одамна, бидејќи кога ќе кажеш македонец и кога ќе се представиш како македонец, треба секогаш да мислиш на убавите работи. Точно е дека секаде има пештерци, како оние родители кои што ја правеле таа петиција, и во Малта има пештерци, но разликата е што таквите не се на организирани или водечки функции, управителски, во државните институции, кои што треба да го одредуваат и да го одлучуваат животот на населението. Значи да, тие се едуцираат и ќе се едуцираат и за нив има посебни третмани во општеството во сите аспекти каде што тие мора да го фатат чекорот со нормалниот цивилизацијски свет, но проблемот во Македонија е што и институциите затајуваат, па се случува директор да се спојува со таквите луѓе и да го тргнат девојчето во едни простори, па видовте заклучување на врата, па немање простор оставен за новинарот да може да допостави прашање, така, но такви лудори нема. Јас само ќе ви дадам еден пример. Да, и Малта има многу примери кои што можеме да критикуваме и да даваме забелешки, но таква работа да се случи во Малта невозможно е. Тука има многу македонци, многу срби, многу балканци. Просто и да нема училиште каде што барем 1, 2, 3 класа, може би некаде и повеќе, нема некое детенце со специјални потреби и така натаму. Мојот син, тој го напиша во еден од постовите, имаше таква детенце каде што воопшто во ниеден момент не сме ни осетиле нити дома, нити пак воопшто меѓу другарчињата да се направи дистинкција или разлика, дека тоа е нешто различно другарче, школско, од сите останати. Напротив, сите се грижат да му помогнат, да ги совладува препреките, да биде исто како нив, буквално во секој школски ден. Дури кога ќе се видат надвор, во парк, на играње и така натаму. Невозможно. Но за тоа треба да има и правила и закони. Еве ќе ви кажам на пример и за повозрастните. Во Малта секоја компанија што има над 20 вработени законски, значи законски, мора да има вработено и лице минимум на парт-тајм со специјални потреби. И тоа не одлучувате вие кого ќе вработите, туку вие мора да го вработите, а државата ви одредува кое лице ќе работи во вашата компанија по законското задолжителна решение и одлука. Тоа се правила. Инклузивноста на сите деца апсолутно е без разлика дали има аутизам, дали има Даунов синдром, дали има некакви други специјални потреби во сите училишта, како и за сите деца. Тоа е она што треба да се промени очигледно. Чисто сакав само да ви направим паралела и да видите какви се разликите и како треба веројатно ова да биде последен пример, а не само еден од многуте кои што понатаму можеби ќе следат, бидејќи Тимјаник, кој се случи пред неколку години, очигледно не донесе ништо да се научи. Не се научи лекцијата и еве, сега прашањето ќе биде дали за неколку години ќе се повтори некоја нова Ембла во некој друг град во Македонија или едноставно ќе се следат нормалните цивилизацијски токови по ова прашање, како што на пример ви ги презентирав оние кои што ги имаме во Малта. Igor Levski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Кога веќе споменав Малта и кога веќе споменав некои работи како што се правила и закони, излезе и официјално како се движат минималците во Европска Унија. Има проблем, исто ги следиме вестите, нормално дека сме поврзани, сепак сме македонци овдека на островот и следиме како се движат и токовите таму во татковината која што одамна имаме напуштено. Сега, погледнете ги стандардите во Европска Унија. Кои се со најнизок минималец и кои се со највисок.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de Eto'o, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Тука е крајот на денешното издание на оваа епизода. Само на кратко ќе ве подсетам, уште оваа недела ви е рокот за пријавување. Ако сакате да ги обновите вашите патни документи, наскоро доаѓа екипата од Рим, која што ќе прави сликање овдека и потоа ќе ви ги достави пасошите тука во Малта. До 4 и 5 е пријавување, значи имате уште 2-3 дена, зависи кога ја гледате емисијата. И ако сакате да ги слушате деталите, нема да ги повторувам сега, и адресата, и деталите, и се она што треба, погледнете ја претходната епизода. Таму е прецизно да објаснете до најситен детал што треба да направите ако сакате да бидете вклучени во она обновување на патните документи овде во Малта. Останете уште неколку минути, што беше Аути Ин, атрактивно во оваа недела. Што се случува во однос на спортот во Малта, како да си поминете еден убав спортски викенд во следните неколку дена.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.